Здраво, дечиња! Јас сум Бонго. Сега ќе ви ја раскажам приказната за кралот Лав. Во далечната афричка савана постоеше едно животинско кралство во кое живееја многу различни видови на животни. Во него имаше многу шуми, реки, езера, пространи пасишта каде што животните си живееја во мир и слога. Со ова кралство владееше лавот Муфаса. Тој беше добар, силен и мудар крал, кој се грижише за своето кралство. Еден ден на кралот му се роди син кој се викаше Симба. Животните од целото кралство дојдоа да го видат малиот принц, кој еден ден треба да стане крал како неговиот татко. Дојде и стариот мудрец, кој му беше многу добар пријател на кралот и го покажа принцот на сите присутни да го видат. Сите животни му се поклонија на малиот принц со почит. Единствено на церемонијата не дојде Скар, лошиот брат на кралот. Тој не го сакаше Муфаса и цело време се обидуваше да му го превземе престолот затоа што сакаше тој да биде крал на животните. Еден сончев ден Муфаса и Симба се качија на еден рид. Кралот му рече на Симба: "Се што гледаш околу тебе и подалеку е нашето кралство. Во него живеат многу различни видови на животни, а работата на кралот е да ги заштити." Додека седеа на ридот, Симба забележа во далечината едно место многу помрачно од останатиот дел. "Што е тоа?" покажа Симба во далечината. Муфаса му одговори: "Тоа е гробишта за слонови. Се наоѓа надвор од границите на нашето кралство. Никогаш не смееш да одиш таму, зашто е многу опасно." По неколку дена Симба беше во посета на Скар. "Дали си бил некогаш во гробиштата за слонови?" праша Симба. "Да, секако. Таму одат само најхрабрите лавови," му одговори Скар. "Татко ми рече дека никогаш не смеам да одам таму," рече Симба. Скар, сакајќи да го измами малиот принц, му рече: "Кралот мисли дека не си доволно храбар, затоа ти рекол да не одиш таму." Малиот Симба му поверува и реши да ја докаже својата храброст со тоа што ќе отиде во гробиштата. Симба ја повика својата другарка Нала да дојде со него во авантура. Тие ја поминаа границата од кралството и пристигнаа во гробиштата за слонови. Овде сретнаа хиени кои беа непријатели на лавовите. "Ова е наша територија," рекоа хиените. "Што барате овде?" Малиот Симба исплашено одговори: "Сакавме да ги видиме гробиштата. Не сакаме да правиме проблеми. Сте одбрале погрешно место за прошетка. Овде лавовите не се добре дојдени. Сега ќе мора да ве изедеме." Хиените почнаа да ги гонат лавчињата, но не можеа лесно да ги фатат. Симба и Нала бегаа со сета сила за да се спасат. Но за несреќа дојдоа до едно место од каде што немаше излез. Хиените полека се доближуваа на кај нив, кога одненадеж се слушна силно рикање. Тоа беше Муфаса. Им се нафрли на хиените и почнаа да се борат. Но трите хиени не беа доволно силни за да го победат кралот и поразено избегаа. По случката со хиените, Муфаса го повика Симба да разговараат. "Намерно не ме послуша," рече Муфаса. "Тоа што го направи е многу неодговорно и опасно. Можеше да загинеш, а уште полошо е тоа што ја стави во опасност и твојата најдобра другарка, Нала." Симба тажно одговори: "Јас само сакав да бидам храбар, како тебе. Ти не се плашиш од ништо." Муфаса го погледна и му рече: "И јас се плашам понекогаш. Денеска се исплашив да не те изгубам." Симба со насолзени очи рече: "Многу ми е жал, тато. Не сакав да се случи ова. Од сега ќе те слушам и нема да одам на опасни места."
По неколку дена Симба и Скар се шетаа низ еден кањон. Скар му рече да почека крај едно дрво, затоа што Муфаса има подарок за него. Додека Симба чекаше, хиените ги натераа дивите бикови да бегаат низ кањонот кај што беше Симба. Кога ги виде биковите како трчаат кон него, Симба почна да бега. Но тие беа побрзи од него и брзо го стигнаа. Како што бегаше, здогледа едно дрво и скокна на него. Во тоа време, Скар му кажа на Муфаса дека биковите трчаат низ кањонот и дека Симба е таму. Муфаса веднаш се упати во кањонот да го спаси Симба. Во тоа време, Симба со последните сили се држеше за дрвото. Муфаса едвај се проби низ биковите и го префарли Симба на безбедно место. Но таму немаше место за двајцата. Муфаса проба да се качи на една карпа што беше подалеку од Симба. Пред да се искачи, го виде Скар и викна по него да му помогне. Тогаш Скар се насмеа злобно, го турна од карпата и биковите го прегазија. Откако си замина стадото бикови, Симба го бараше својот татко низ кањонот. Го пронајде како лежи на земјата. Проба да му помогне да стане, но Муфаса не се помрднуваше. Ајде, тато, стани, шепотеше Симба со растреперен глас. Треба да си одиме дома. Муфаса се уште не се поместуваше. Те молам, тато, стани, низ солзи викаше Симба. Што направи, рече Скар. Поради тебе кралот е мртов. Но јас не направив ништо лошо, се бранеше Симба. Ти си причината за ова, остро рече Скар. Сега треба да го напуштиш кралството и никогаш повеќе да не се вратиш. Малиот Симба им поверува на лагите што му ги кажа Скар и замина од кралството. Со денови луташе низ непознатите предели кои беа многу опасни за малиот лав. Пристигна до еден пустински предел. Беше многу гладен и жеден, а жешкото сонце немилосредно го печеше. За малку ќе се откажеше од борбата за живот, кога ги сретна монгусот Тимон и дивата свиња Пумба. Тие го спасија од мршојадите. Го одведоа во нивниот дом и го поканија да живее со нив. Тоа беше прекрасно место, полно со најразлични животни, растенија, реки и водопади. Ако сакаш, можеш да останеш да живееш овде со нас, рече Тимон. Јас и Пумба исто така го напуштивме домот и дојдовме да живееме овде. Ако останеш тука, никој нема да те осудува, ниту да те праша што се случило пред да го напуштиш твојот дом. Тогаш Симба одговори. Би можел да останам со вас. Секако немам каде да одам. Овде е многу убаво. Симба остана да живее со Тимон и Пумба. Ги минуваа деновите безгрижно, исполнети со прошетки и се забавуваа секој ден. Како што минуваше времето, Симба растеше и порасна во убав и силен лав. Еден ден, додека Тимон и Пумба се шетаа, слушнаа како нешто шушка во високата трева. Таму демнеше една лавица и се подготвуваше за лов. Кога ја видоа, Тимон и Пумба почнаа да бегаат. Но лавицата беше многу брза и за малку ќе ги фатеше. Од шумата се појави Симба. Скокна врз неа и почнаа да се борат. Во еден момент Симба се повлече наназад и ја гледаше како да ја препознал. Нала, ти ли си? Рече Симба. Тоа сум јас, Симба. Лавицата се загледа во него и извика. Симба, ти си жив. Двајцата беа пресрекни што се гледаат после толку долго време. Што ти се случи? Зошто исчезна? Симба и раскажа што се случило на денот кога неговиот татко загинал, како ги запознал Тимон и Пумба и како ги поминувал деновите со нив.
Нала го слушаше раскажувањето и кога Симба заврши, му рече: "Мораш да се вратиш дома." Скар се здружи со хиените и го опустошија целото кралство. "Ти си ни единствена надеж. Ти си крал и треба да го заземеш своето место на тронот." "Не знам дали ќе сакаат да им бидам крал," рече Симба. "Многу мал го напуштив домот. Што можам да направам јас? Скар и хиените нема да си отидат без борба. Не можам сам против нив." Нала гордо рече: "Јас и другите лавови ќе се бориме заедно со тебе." "И ние ќе се бориме со тебе," рекоа Тимон и Пумба. "Тогаш да одиме," извика Симба. Кога стигнаа, Симба не можеше да го препознае кралството. Животните ги немаше, пасиштата беа без трева, реките пресушиле и сиви облаци беа натежнале насекаде околу нив. Нала отиде да ги собере лавовите за престојната битка. А Тимон и Пумба беа мамка за хиените да се оддалечат од Скар. Откако хиените почнаа да ги гонат Тимон и Пумба, Симба тргна да го бара Скар. Кога го најде, Скар мислеше дека тоа е Муфаса. Се скамени кога го виде и почна да се тресе од страв. "Муфаса? Не е можно, ти си мртов," рече Скар. "Јас сум Симба. Дојдов да си го заземам местото што ми припаѓа. Ти повеќе не си крал и треба да си одиш од тука." Скар се насмеа злобно и му рече: "Постои мал проблем. Ги гледаш ли хиените? Тие мислат дека јас сум вистинскиот крал и нема да дозволат да владее друг." Сите хиени што беа таму се нафрлија на Симба. Беа премногу за младиот лав. За среќа, во тој момент дојдоа останатите лавови и почнаа да се борат со хиените. Скар проба да избега, но Симба го виде и го пресретна. "Нема да избегаш. Ќе платиш за се што стори," рече Симба и го нападна Скар. Младиот лав беше посилен и лесно го собори стариот лав. Тогаш Скар почна повторно со неговите лаги. "Не сум виновен за ништо. Хиените ме натераа. Тие се виновни за се. Те молам, покажи милост. Ако ме поштедиш, ќе заминам далеко од овде." Симба се сожали на стариот лав и му рече: "Заминувај веднаш и никогаш повеќе да не се вратиш во ова кралство." Скар полека почна да си оди, а Симба застана на крајот од карпата. Скар, сакајќи да го турне Симба, скокна кон него. Но Симба го виде и се потргна, а Скар падна од карпата. Долу беа собрани хиените. Кога ги виде, им рече: "Пријатели мои, помогнете ми, повреден сум." Една од нив му одговори: "Па нели ние сме непријатели и сме виновни за се?" Скар се исплаши и проба да ги излаже. "Тоа му го кажав на Симба да му го одвлечам вниманието за да го нападнам. Вие сте мои најдобри пријатели." Хиените не му поверуваа, го нападнаа и го распарчија. Откако Симба и пријателите ги истераа хиените, повторно во кралството завладеа мир и хармонија. Симба стана крал. Се вратија животните што избегаа од Скар и хиените. Пасиштата се обновија и кралството пак стана прекрасно место за живење за сите животни.